Зборувајќи за туризмот, уште еден начин за привлекување туристи, можеби малку поалтернативен начин, е и скейтбордингот. Тоа е вистински начин или филозофија на живот на сите скейтери кои што циркулираат и во нашата земја, но и оние кои што доаѓаат во нашата земја благодарение на токму оваа приказна. Виктор Василевски ни е во студиото. Верувам дека многумина од луѓето кои што го препознаваат, асоциацијата е скейтбордот за тебе, Виктор. И сето она што и ти го правиш со години наназад, залагањата твои и генерално на скейтбордерите во нашата земја, за подигнување можеби на свеста кај граѓаните за тоа што тоа вие правите, колку му користите на градот и што се треба можеби градот и државата да ви обезбеди дополнително за да можете и вие нормално да функционирате, а од друга страна пак и да привлечете туристи, бидејќи и ова е еден начин за промоција на туризмот. Добре ни дојде. Добро утро. Така е, добро ве најдов. Добро утро, добар ден за вашите гледачи. Најпрво да ви се заблагодарам за одвоеното време. Како што кажа Цеце, значи препознатливи сме ние и во Скопје и во цела Македонија, меѓутоа и скејтерите општо во светот како заедница се многу препознатливи. Точно скейтбординг ден беше 21 јуни кој што ние си го одбележавме на градскиот фонтан, во градски парк на фонтаната. Па се собравме околу 20 на 30 на скейтери, имаше и многу млади скејтерчиња, што мене ми беше многу искрено задоволство, затоа што сепак гледам дека нешто позади нас се турка. И така, скейтбордингот е една светска заедница. Како функционирате ако велиме светска заедница и како тоа влие еве на туризмот? Така некако ќе започнеме надоврзувајќи се на овие теми кои што претходно ги разработивме. Така. Па скейтбордингот е исто така важна гранка во туризмот, нели? Ние скејтерите постојано патуваме, значи и во градови, и во држави, низ цел свет. Практично и ние сме патувале надвор и многу скејтери патувале кај нас. Воедно битна работа е за туризмот со тоа што кога се организираат настани, конкретно скейтборд настани кај нас, доаѓаат многу странци. Например, јас сум организирал Скопје Челендж, каде што мене ми дошле 49 странци. Благодарение на градот Скопје, далечната 2015-та, 17-та, тие 2-3 години беа. И многу странци доаѓаа. Меѓутоа, стануваме, внесени сме во светската мапа на скейтбордингот на општо на Google да укусаш скейтборд Скопје и ќе искочи или на Инстаграм или на Фејсбук. И секој кој што доаѓа да шета, си прави турнеа низ Балкан, низ светот, кога ќе дојде кај нас во Скопје или кога ќе иде во некаде во Македонија, само пишува на Инстаграм, на нашите скејтерски групи и профили што ги имаме ние како скејтери, се наоѓаме и ете, тоа е туризмот, тоа е скейтбордингот. Тоа е промоцијата. Кои се најчестите локации каде што се одвиваат вашите активности? Центарот на Скопје или плоштадот е познато место кај камениот мост и тоа е веројатно една од локацијата која што е многу интересна и за туристите кои што ги имаме во центарот на градот да видат како вие функционирате, но кои се другите точки кои што се низ градот? И дали имаме доволно точки такви или скейтборд паркови, можеби места каде што може сето ова да се развива, па ете и велиш млади нови лица кои што треба ова да го продолжат што вие го правите. Така е, Цеце, многу убаво кажа. Значи камениот мост нас ни е, не знам, точка светла за скейтбордингот. Поточно таму јас имам почетува возам скейт и таму сум продолжил да правам рампи. Возам 26 години, значи тоа е една голема цифра. Не возам као професионално, може да се каже полупрофесионално со некои поддржувачи мои кои што ме поддржуваат во тоа што го правам, и као скейтер и као скейт градење на рампи за деца, импровизирање на камениот мост. Цел град на нас ни е значи урбанизиран, има мермери, има плочки, има мазное, практично и можеме да возиме низ цел град. И значи камениот мост ќе го кажам како една точка и градскиот парк Гоцек спомени ќе го кажам како втора точка. Најчесто таму можете да не најдете као скейтери. И како што кажа, ние се собираме сами, се возиме скейт, се договараме, одиме на една локација, значи мора да има луѓе, се запознаваат луѓе млади како нас и помлади од нас и помали, доаѓаат се запознаваат, значи не знам, скейтот е една конекција која што
не можам да опишам Начин на многу, живот кој што треба да се да се доживее. доживее, така е баш. Да. Како, еве малку ако зборуваме за љубовта кон скейтбордингот и за она кое што веројатно и треба да се пренесува од генерација на генерација, нели секој се пронаоѓа во нешто кое што и го исполнува, а претпоставувам дека многумина ќе речат како и за се друго, така и за скейтбордингот, дека особено оние кои што го практикуваат често, дека еден вид на медитација, поточно се релаксираш и ослободуваш од сето останато кое што не прекупира во текот на денот, па веројатно и од тука се раѓа љубовта кон тоа, но треба да се има и пракса, да се биде предпазливи, пошто бидејќи и во скейтбордингот нели подлежи и повеќе и на повреди, на падови. Ивана така баш супер кажа. Значи скейтбордингот у принцип те учи да паднеш и да станеш. И таа моторика во глава што ти влага уште на почетоците, ти паѓаш и стануваш. Значи за се во животот кога би паднал ти би станал. Мислам, јас како скейтер тоа мене така ми влијаел скейтбордингот во мојот живот. Значи се што правам, она паѓаш и стануваш, те боли, ама стануваш, се бориш. Значи скейтбордингот е не само спорт, значи ти тренира цело тело, животот ти го тренира, запознаваш многу луѓе, преубаво нешто. И само сакам да кажам дека за локациите, да се вратам, да не заборам да кажам, немаме скейт парк. Значи најчесто ние возиме стрит, нели да, тоа е кул Што е све. со тука кај кеот на Вардар? Па тој е распаднат веќе, тој е, мислам, скршен не се одржувал, да, тој се направи 2015, чинам, го отваравме во јуни, јули, така нешто беше. Од тогаш ниедно штрафче не е сменето, мислам, веќе е дупки целиот. Тој еве апелирам до институциите, доколку гледаат. Тој веќе опасен да се користи. Да, апсолутно, мислам, тој кој би влегол, мислам, само убиство е таму да влезеш да возиш скејт. Да. Па има дупки, нели? Има дупки сите рампи, да, тоа треба да се реновира дефинитивно. И сакам уште еднаш да нагласам дека сум бил надвор, сум возел скејт и тоа што ми останало во помнење е тоа дека ако сакаме ние да развиеме една гранка, односно ајде да кажам скејт или било кој друг спорт или култура, не е само да направиш еден скејт парк и тука да биде. Например, сум бил во Австрија, во Баден, во Баден има на секоја раскрсница скејт парк. Не во малата, на секоја раскрсница има скејт парк. 2 рампи, 3 рампи, ама има. Виена, да не ви зборам, Виена е цела скејт парк. Значи под мостови, ваму таму, официјален скејт парк, цела е. Мислам, се уште кај нас не е табу тема, другаче гледаме ние као генерација на работите, меѓутоа не знам, има некоја виша сила која што треба да не поддржи, мислам, тајте луѓе, поддржите го. Дали мислиш, Виктор, дека ако има услови, ако се обезбедат пуше скејт паркови, дека ќе се зголеми бројот на скејтери? Ивана, значи пак ќе повторам, 26 години возам скејт, се изборив тој скејт парк да се направи 2015 кај Жаварот. 49 странци, може би 70 скейтери беа од кај нас дојдени. Значи околу 100 и нешто возачи сме имале ние. Што возеле на надпреборот, што мислам не возат, доаѓаат, се дружиме, гледаат. Значи ако нешто сакаме... Тоа е интересно и за гледање, не мора да си нели во тој свет. Апсолутно, ма ја имам примери другари кои што се имаат запознаено на такви ивенти, си имаат фамилија, се заедно. Значи скейтбордингот тоа е, значи една заедница огромна. Виктор, ако во Скопје кубуриме со места, како е низ останатите градови? Затоа што овој скейтери има насекаде, така, луѓе кои што Има, значи имаме скейтери во цела Македонија, има скейтери, значи во Берово, да не ги набројам, Битола, да не ги набројам. Значи има во Гостивар, во Тетово има скейтери, навистина во Кичево има скейтери. А има ли скейт паркови? Нема скейт паркови. Тоа е жално. Видете, искрено ќе ви кажам. Па не знам, по тротоарчиња сами си коваат чајки како ја што сум правил порано кога сум почел да возам скейт на палети, даска, едно од шкаф искршено од дома, од чупа го вади кова како ја што сум правил. И практично, па да, искрено. Од љубовта што ја имаш и што сакаш тоа да го направиш. Да, цел живот заварувам шипки, правам и сите знам други скейтери кои што се познаваме вака како земјица во Македонија. Да, ако не може градот да ти го возможи тоа, возможи го ти тоа на градот. Така е, да. Така е. Да се надеваме дека и ти за скејтерите ќе дојде подобро време и дека ќе се даде поддршка, иако веројатно тоа нема да таа љубов нели кон скејтбордингот го одржува тоа и кое што Скопје како главен град пред се може да го понуди за скејтерите кои што доаѓаат и од надвор, но и за останатите градови кои што за жал немаат ни толку. Но ајде да се надеваме дека и вие со истиот ентузијазам ќе продолжите како скејтери да го одржувате тоа, па и да имате свои барања. Па и поддршка од институциите кои што се задолжени нешто повеќе. Па да, сме имале средба со господинот Борко Ристовски, што е
министерот за спорт. Ја лично сум имал средба со него, сме разговарале. Има надеж? Ми насочи, има надеж, ми кажа дека ќе ме подржи мене и скетерската заедница, вика Виктор, тебе и скетерската заедница ќе поддржиме. Само од тогаш навака нема, мислам, се уште немам исконтактирано. Ја разбирам дека има тој обврски, министер е за спорт, од секоја страна го тегнат. И тегнат. други приоритети, но Да. треба да се најде простор. Па треба, мислам, видете, ние сме не сме зрно во пустината или капка во морето, како викаат, меѓутоа сме битна гранка во нашето општество. Па во секоја една метропола, па дури и помали градови, како што напомена и ти, и мене на прво ми доаѓа една Барселона која што на секој чекор исто така ги има скетерите и навистина за секој турист е многу пријатна гледката и особено ако сте навлезани во тој свет, верувам дека многу поинаку. Па Цеце, кога ќе отидеш некаде, кажам Барселона. Барселона е моментално точката, главната точка во светот за скейтборд. Значи, они се, мислам, кај да одиш Барселона скейт. Многу е убаво кога ќе одиш некаде, остави Барселона, остави све. Во Скопје. Доаѓаш на Камени мост. Си взимаш семки, пуганки, пивце, чипс, сокче, деца, фамилија, дечко, девојка, другари, така, ние возиме. Па вие не гледате у Вардар, гледате у нас. Да. Вие у нас гледате. Кој да дојде? На мост вака седеле, гледале како на поминувачи. Пола саат вака си седи потпрем на мостот, гледа ние како возиме. Тоа е таа улична култура и Па да. момент кој што навистина можеби надлежните треба да подразмислат колку тоа може позитивно да влијае за привлекување на туристи. И на туристи и на младите. Така, да, и за поттикнување се разбира. Па на некој начин и за отргнување на младите од лошите пороци и правење нешто поквалитетно. Некаде пред крајот само на Балканов, која можеби вака најразвиена во поглед на скейтборд? Белград. Белград? Да. Белград е во Белград, на пример, баш разговарав со ваш колега, со Деки, поздрав до него. Во Белград, на пример, и на нив, големиот скейт парк им се вози, значи не е уништен како нашиот, меѓутоа па таму во секоја населба се имаат помали скейт паркчиња. Еве сега кога организира Јони скейтбординг дей, се следиме, си пишуваме коментари и така натаму. Значи од еден скейт парк од друг, од трето, секоја населба и на пример сега да речеш од Лисиче или од село Лисиче до Ѓорче до Сарај да има скейт паркчиња, ние тој ден да возиме. Да можете да возите на некаде. Да. Добро, да бидеме една убава желба, која да се надеваме ќе биде реализирана, па и со ваква медиумска поддршка се надеваме дека заеднички ќе бидеме погласни. Еден мини скейт парк е 10.000 евра, нека размислат сега дали имаат пари или немаат. Така е, да. И за приоритетите исто така треба да се размисли и тоа е она кое што ние како емисија можеме како медиум да го испратиме како порака, а за сите оние млади кои што го сакаат скейтбордингот да продолжат тоа и да го прават и да ги гледаат и примерите, а се разбира нешто тоа да го видиме кај нас. Време е да се освежиме. Благодариме Виктор за гостувањето.